Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов во емисијата во Центар на Алса Тем телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 минути и вие и јас имаме право да знаеме истината. Ова е последна емисија во Центар за оваа сезона и еве што ви имаме подготвено за вечерва, почитувани гледачи. На ваше барање, почитувани гледачи, во последната емисија за оваа сезона ќе ви биде презентирано интервјуто со Кристијан Голубовиќ, еден од последните големи босови на балканското подземје. Вие сте еден од последните големи босови на тоа југословенско подземје, кои последните 20 години всушност владеја со тој ресор, ајде да речеме тоа криминално подземје на Балканот. Па, знате како, увек се потенцирало да сам тај неки бос, криминални ово. Јас сам више био онако жесток момак сам за себе со својом неком екипицом тада, па е тоа оставило траг, јак траг, па сада кроз време, кроз догаѓаje јас сам био неки меѓу главним актерима у неким догаѓајима и онда кажу бос, дон, ово, оно, људи ме зову краљу, царе и ово. Меđutim, јас себе не сматам неким босом. Јас само сматам себе човеком кој е некада био жешчи момак. Како некој од овие познати њујоршки криминалци, ајде да речеме, или големи босови. Да. Може не толку Колаки и Лучијано, може би како фамилија Готи или не знам. Како некој... Како тако нешто, мислим, јас сам се издвојio, сам био клинац веќе, издвајao сам се изгледом. Био сам крупни, веći, ovako fizičkom izgledu, pa onda sam počeo neke svoje, nosio sam srebrnog magnuma, kratež, prvi nosio te bombe posle Ranka Rubežića i to, i bio sam malo onako izdvojeni kao ekstremniji lik u tadašnjem kao podzemlju, među žestokim momcima. Znači... Колку сте лежеле во затвор? Колку сте осудени на затворски казни? Колку имате одлежано? Ја сам ту око 20 година сам до сада одлежao, с тим да ниједна мени казна у ствари нисам никада лежao више од 4 години. Ово сад задње што сам лежao 4,5 и 4 години у интервалу, то ми е највеća робија временски, значи дужина. Имao sam pauze između toga, pa sada kada neko kaže 20 godina si proveo u zatvoru, to je skoro pola mog života. Добро, дали би било непристојно, например, да ве прашам колку луѓе имате убиено во вашата криминална кариера? Ја нисам убио никог, се можда у рату, кад сам био 3 пут на ратишту, можда сам убио тамо некога, бранеći отачбину, боje заставе, moj narod ugrožen od druge nacionalnosti, ali ovako na ulici, niti zvanično, niti ovako nisam ubio nikog. Бидејќи ја читам на некој ваш изјав, велите, многу е полесно да се спремите и да убиете човек, отколку да оплячкате некоја продавница. To je tačno. Pazite, kad vi vidite ko sada, na primjer, ubija po Srbiji, po regionu, to su neki polubednici, narkomani koji su iskorišćeni od nekih manipulatora. Profil tih ubica su toliko bedni i jadni da dovodimo se u pitanje sada, pa čekajte, ko je izvršio ubistvo? Kad vi čujete ubio ga ovaj ili onaj, to je onda katastrofa. Zašto? Arkana je možda mogao da ubije neko i trebao da ubije neko zbog nekih velikih razmirica. Ali ne jedan penzionisani policajac iz Loznice došao u Beograd, napaljen od 3 lika koji su isto lokalni mangupi u svom kraju i došli na ideju da ubiju Arkana, da dobiju ime, da tu mračaju oblače po Beogradu. To je sramota. Zato ja kažem, mnogo je lakše danas nekog ubiti nego opljačkati banku. Zašto? Banku morate da isečete alarm, da znate da je policija, da je hitna pomoć, raspored ulica, maske, naoružanje, komunikacija, jedno vozilo, drugo vozilo, odredište odnošenja plena, da će plen biti. Šta ako jedna žena digne frku u tom lokalu? Ubiti je, udariti je, učutati je, pobeći. 1.001 začkoljica vam je potrebna da se računa i da se uradi da opljačkate banku, nego da ubijete jednog čoveka. Dobro, kako preživеавте
Вие сте еден од последните, ајде да речеме, големи босови на тоа криминално подземје, кој успеа да преживее со 20 години во затвор. Ако не сте единствен, тоа сте еден од ретките кој успеал да преживее тој култен филм Се гледаме на Читоље или се гледаме на Посмртница, која беше емитуван тука по Балканото и се уште се смета еден од култните филмови, кој на некој начин го осликува начинот на функционирање на тоа подземје. Секогаш белградското подземје било доминантно на Балканот, да речеме. Имало подземје, не знам, и у Сараево, имало и во Црногор, имало и во Софија, меѓутоа белградското подземје било доминантно. Pazite, ovdje je bio taj sindrom da se ljudi ubijaju takozvanim sačekušama, u letanjima u kafić sa automatima ili pištoljima. To je i danas to. Mene uvek pitaju posle svakog ubistva da li su se 90. vratile. To je u Srbiji bilo 80-ih, 90-ih, 2000-ih i danas postoje. Znači, ne pričam. Вие ги избегнувате сите тие сачекуши. Да. Иако се приметува, да речеме, по рацете, траги, вие сте ранувани, имате по нозете рани. Tako je. Сте учествувале во многу брутални пресметки, меѓутоа сте останале жив. Ja sam imao Božju sreću, Božju zaslugu. Ja kažem uvek onaj ko preživi takav pakao, znači da je zaslužio i određeni od Boga da preživi. Znači, ja mogu da se zahvalim i sudbini, a i svoju intuiciju u nekim vitalnim sukobima gde sam ja povukao korak nazad ili u stranu, ili otputovo, ili procenio situaciju da ne bi trebalo da se presira, našao način da se izmirim s ljudima, da izgladimo odnose preko drugih ili direktno. A tu je velika i fizička odbrambenost. Treba da shvatite da ja imam uvek oko sebe 20-ak ljudi, menjamo po 10 kola, nosimo pancire, sve to što spada u jednu ozbiljnu organizaciju da se jedan čovjek sačuva životno, da se sačuva, znači bezbednosno, ja to činim. Повеќе од 10 преживеани атентати, многу убиства, многу тајни и многу мина труд. Кој е рецептот во такви услови или со едно такво минато? Се уште главата да му биде на раменици на Кристијан Голубовиќ. Кристијан Голубовиќ во еден временски период вас ве нарекуваат крал на белградското подземје. Како се заслужува таа титула крал на белградското подземје? Колку товар треба да носите на грбот? Колку луѓе треба да елиминирате? Колку луѓе треба да екзекутирате? Не вие, можеби вашите луѓе. Сепак крал на белградското подземје, во голем дел значи крал на балканското подземје во еден временски период. To tako zvuči, međutim, prava istina je. Niti sam se mešao u velike poslove, koji što ste vi rekli, dva razloga postoje da vas likvidiraju. Veliki biznis ili zbog slave. A čak postoji i jedno i drugo. Nikad u životu se nikom nisam umešao ni jedan biznis. Imam svoje neke biznise, neke svoje kombinacije koje sam uvijek pošteno radio. Evo sad momentalno mene duguju par miliona eura. 90% tih dužnika je moji dobri prijatelji. Значи смета дека сте омекнале. Да. Дека сте станале памук. Тако е. Можете ли да преживеете ако во подземјето ви закача таква етикета, дека веќе не сте жесток толку колку што сте биле, дека сте омекнале, дека сте станале памук, дека не знам срцето ви Казat ću vam iskreno, mene to ne interesuje šta razmišlja podzemlje. Ja podzemlje, ni beogradsko, ni bilo koje u svetu, nikad nisam cenio nešto wow, nego poštujem neke ljude iz te branše, ali daleko im lepa kuća. Ako mogu da se pozdravim s njima na ulici, i važno mi je da oni znaju da ja njima ne radim o glavi, a ne bih želeo ni da znam da mi neko radi o glavi. Добро, колку пати имате избегнато смрт? Колку пати се обиделе да направат атентати врз вас? Колку пати се обиделе да ви убијат? U životu na mene je pokušalo da izvrši je albanske nacionalnosti ljudi, jer je to bilo sve na nacionalističkoj osnovi, smo se posvađali. Smatrali su da ja, gde se pojavim Atina, Frankfurt, Beč, vamo tamo, da ja sam došao sa namerom da srušim konkurenciju, da im se umešam u posao. Počele su provokacije ovako obične, po nacionalnoj osnovi, i onda je bio udar na mene. Izbjegao sam
sigurnu smrt, barem 10 puta do sada, ali baš sigurnu smrt. Вела дека единствено пред вас Аркал има легнато на земја. Тоа е некаде пред 20 години, кога вие со вашата група влагате во тој култен диско клуб или ноќен клуб Мажестик во центарот на Белград. Во тој момент тамо се наоѓа целото југословенско, српско и црногорско подземје, се наоѓа и Аркан, влагате со тој колчо, го нарекувате, со тој сребрен магнум, со цела екипа на Кратеш и така натаму, со цела екипа на луѓе, ги полегнувате тука по маса. Единствено Дарко Ашенин, еден од големите босови на, ајде да речеме, српското или на црногорското подземје, не легнува на земја, меѓутоа Аркан, големиот Аркан, легнува на земја, успевате. Значи единствен кој успеа да го легне Аркан на земја. Pa pazite, tu su ležali u to vreme, ne toliko zvučno, ali financijski i po opasnosti u karakteru, opasnom karakteru, su legli mnogo veći mangupi i od Arkana tada. A to ljudi ne znaju, na primjer, evo ja pozdravljam tog mog prijatelja i svi ga dobro znam, na primjer taj Šućur. To je bio čovjek, mnogo ozbiljan čovjek, pa je, kaže, i on je bio tu, pa i ovaj, pa i onaj, da ne napravim. Oni su legli, a Lašanin je bio malo, on je voleo, eto, tako malo da imao je ogromno srce i on, zašto ću da legnem? Pa gdje da legnem? Pa ono, kako ležanje crno. Malo ga je dodirnuo kompleks. Кога ќе кажете озбилен човек, тоа значи дека со поголем капацитет да убие луѓе од Аркан? Тоа подразбирате под озбилен човек? Tako je. Зашто знаете у нашиот, ајде да речеме, обичен жаргон, озбилен човек, значи колку поише книги има прочитано во вашиот, да речеме, подземјето, озбилен човек, колку поише луѓе може да убие, значи. Pa ne, nego u čemu se radi tu? Što se radi o ljudima koji su imali tada po 50-100 pucanja u druge ljude. I takvi momci su sa po 2 pištolja za pojasom, kad smo naredili da legnu, legli. Денес помнува дека некои од тие ваши луѓе кои учествувале во таа акција во Мажестик, подочно се спомнува во убиството на Аркан. Колку е тоа точно не знам, но во дел од медиумите, дел од тие ваши пријатели и луѓе се спомнува во тие обиди или подготовки за атентатот и убиството на Аркан. Био е Пирке, покојни оне чувени што е treba da bude ubijen, to jest ubiven, pa je bio Dragan Nikolić i bilo je 2-3 momka koji su tu, eto, kao tada bili u nekoj logistici tog ubistva Arkanovog. Ja sam bio uvek protiv toga da se Arkan dira zbog autoriteta, zbog celokupnog značaja tog koje on imao tada i u podzemlju i u politici i to je sve bilo isprepleteno. Oni su isto meni predlagali da mi ubijemo Arkana tada u to doba. Onda je došlo jedno daleko doba, posle nemačkog zatvora i svega, neka 1993-4, kada je meni predloženo opet da se ubije Arkan, kad je on bio u najvećoj moći. Dobro, 93. on već gubi krajem ili 94. slagaću vas poslanički imunitet i banda ljudi koja planira konstantno njegovu likvidaciju, tada dobijaju prosto krila. Jer kažu, sad više nema poslanički imunitet, garda se rasturila, nema više rata, ne može više da priča te priča, tigrovi, migrovi, ovo. I ta bolesna ekipa, mislim deo bolesne ekipe, koji je iskorišćen od nekih većih ljudi, dolazi do zaključka da je tada pravo vreme da se on likvidira, što su i učinili. Ви нудат и вас да учествувате во ликвидација на Аркан. Се плашите или сметате дека сепак мора да постои некој фер плей во тоа подземје и дека не треба да биде убиен Аркан? Зошто не учествувате вие? Moje mišljenje, Arkana nisu trebali da ubiju, pogotovo ne ovi koji su ga ubili. Znači, to je van svake pameti da neki bivši policajčić uhvati da ubije Arkana. Добро, може ли тој бивши полицајчич, како го нарекувате, или таа најде, да речеме, слаба екипа, да убие еден таков моќен играч како што Аркан, ако нема една сериозна логистика? И што све треба
Tako je. Од логистика Imate за да pravo. биде убиен некој играч од таков формат. Potpuno, kao što sam i počeo u dijalogu sa vama da vam pričam. On je dobio totalnu logistiku, obećanje u ogromnom novcu, tu se pričalo o ogromnom novcu ako se Arkan ubije. Колку чини едно убиство или нарачката на убиство, како се прават тие шеми, кој да биде рекетиран, кој да биде убиен и кои големи сили или кои служби стојат за сите тие работи. Господин Голубовиќ, колку пари треба да се направи еден таков атентат на Аркан, например, или атентат на премиерот Зоран Џинџич? Колку подготовки и пари треба? Знаете, ние како лаици, to секој jeste stvar, što интересира. neko stvara famu da je to ogroman novac u pitanju. Međutim, tu je toliko obećanja, toliko iluzije u tome šta će doći nakon takvog čina, da na kraju u stvari vidite šta se deše. Zaglave svi ubijeni i oni, ili zaglave na doživotnu robiju. A od onih para, od one veličine, najednom se kao sapunica. Zato ja prenosim na ovako mlade ljude, da nemaju ništa od toga da ubiju veliko čoveka i da slušaju priče, kako će posle tog čina imati ogromnu zaradu. To je samo iluzija, može se desiti, ali to nije Chicago 1920-ih, gde vi ubijete Corleonea, pa preuzme Charlie Luciano, pa onda oni vladaju, pa on umre i tako ide s jednog na druga preuzimanje velikog bogatstva i velike kombinacija. Delimično jedna kap možda i jeste, ta nijansa se dobije, taj što obavi i njegova grupa postane u rejtingu malo veća. Ali ne veća od onoga što su ubili, nego od rejtinga onoga što su bili. Tu njihov mozak ne prima informaciju. Dakle, učen je tako jedan veliki korak. Da će svi navaliti posle na njih, jer je njih lakše ubiti nego Arkana. Еве, например, за убиството на Пуканиц се вели дека е платено 2 милиони евра или 2 милиони долари. Знаете, тие се некои огромни пари за нас, обични луѓе, знаете. Ali Pukanić je politička priča. Pukanić je kao novinar dodirnuo mnoge ale i ko zna koja ga je ala progutala. И која Tamo je normalno. И која платила, например. Tako je. Tamo je normalno da je u pitanju velika lova. Dok kod Arkana, ja vam garantujem, pošto znam celu priču, garantovano je ljudima kule i gradove. Колку им е платено? Еве, за убиството на Аркан. Ne znam, oni su dobili neke mrvice pa su se rasturili po... Nekog su vatali vamo, nekoga onamo, negdje onamo, oni se sada ljudi i bore. Некој по Јужна Африка, некој гледам тамо на далечниот исток, Кореја или каде. Ja ovako iz koaljera i to ono što se kaže iz nekih priča kafanskih, znam šta se dešava malo i ovo, ne interesuje me, ali znam, ova je vamo, ova je namo, kakva su njihova financijska stanja. Ljudi, radi se o ljudima koji nemaju praktično najosnovnije stvari u životu. A stvorena je fama da postoji tim od nekih tajkuna i kriminalaca iz Beograda koji su finansirali sa Školetom ubistvo Arkana i da su oni njima kao obećali 5 miliona eura. Međutim, ja mislim da je cela priča nebulozna, da su našli prave mentolce da ih iskoriste za taj posao. Oni su ga odradili i sada, druže, ispadni fair play, nemoj da kažeš nalogodavce i mi ćemo ti ispoštovati kroz život. I na tome je i ostalo. Остана едно неразјаснато прашањето дали белградското подземје или структури на белградското подземје кои биле поврзани со српските тајни служби и со тие специјални единици може би стоја за атентатот врз Киро Глигоров или од 1995 година. Постоја две верзии, постоја две приказни. Едната приказна или едниот крак одеше кон Белград, втората приказна одеше кон Софија. Вие знаете многу работи. Многу се чести тие врски помеѓу политиката и подземјето, помеѓу политиката и криминалот, и многу често криминалците се користат во одредени политички екзекуции. Го спомнавме пред малку Пуканич, меѓутоа некаде 95-та година беше многу актуелна приказната за атентатот на Киро Глигоров. Многумина смета дека налогодавците или извршителите се од Белград.
Се збореше ли нешто за атентатот на Глигоров во Белградското подземје? Имате ли некои информации? Не, bilo je ono u šali, šta god se desi na Balkanu, uradio je Elmira Marković, Slobodan Milošević. Ali to je bila tada, to je bio neki strašni vakum koji je bio u vazduhu i koji je nas sve stiskao. Da sve dolazi iz jedne kujne. Državna bezbednost Srbije gospodari regionom. Znači, određuje ko će da živi, ko će da mre, ko će da pravi kombinacije, ko će ovako, ko će na političke istomišljenike su likvidirali ili su spremali da ih likvidiraju dalje i u tome su im pomagali oni kriminalci koji su podržavali tu političku frakciju. Da bi se izvršili tako velika ubistva u tim količinama, jer ubijalo se svakih nedelju ili svakih mjesec dana po 2-3, morala je da bude i policija upletena, i državna policija, i mislim na državnu bezbednost, i da sve moguće službe znaju odakle vetar duva. Добро, имавте ли некои, ајде да речеме, индиции дека можеби луѓе од Белградското подземје или луѓе од овие служби кои се под контрола на Милошевиќ или на Мира Марковиќ или луѓе од тајните полиција кои остана од распадот на поранешна СФР Југославија, можеби учествувале или дале налог или климнале со глава за атентатот врз Киро Глигоров? To zaista ne znam. Ja lično nisam bio duboko u tim pričama. Ono sve što se pričalo je da postoje dve struje. Je li je dat nalog iz Srbije, tada iz Jugoslavije ili iz Bugarske. Ali to je ono, znate, kao kad mi sad sedimo u kafiću i dajemo pretpostavke. Sigurne informacije ja nemam, jer nisam ja nikada bio toliko veliki igrač da ja imam ljudi iz državne bezbednosti koji bi mogli da mi pruža takve informacije. Тука правиме прва пауза за реклами, се враќаме за неколку минути со вториот дел на нашето интервју со Кристијан Голубовиќ или последниот голем бос на Балканското подземје. Блокмакс – ефикасен при различни типови болка. Од Алкалоид. Немате идеја што да купите за подарок? Се прашувате дали ќе му се допадне подарокот на оној за кого е купен? За родендени, годишнини, свадби, дипломски. Сега има сигурно решение. Картичките за подарок на Евростандард банка се вистинскиот подарок за секоја прилика. Евростандард банка. Биокрил Актив од Алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните, омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од Биокрил Актив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта, комплетен извор на есенцијални масни киселини, природен антиоксиданс астаксантин. Биокрил Актив, клинички испитан производ. Кожувчанка и синалко ви најавуваат поинаква наградна прогноза. Купи кожувчанка изворска синалко или синета од литро и половина. Испрати го кодот и очекувај поволни услови за многу награди, телевизори, таблети, 2 Toyota Aygo, новата Toyota Corolla и многу други. Провери на кожувчанка.мк. Јавна е тајна дека големите српски и југословенски криминалци правеа пактови со југословенските тајни служби да можат во името на државата да елиминират одредени противници на системот, а за возврат југословенските тајни служби да го исчистат нивното миното. Еве што за таа тема или на таа тема говори Кристијан Голубовиќ. Ja sam se klonio i od njih, i od službi, i od policije stalno. Иако признавате една, ајде да речеме, врска или една акција кои сте требале да одработите за УДБА поранешна или за службата за државна безбедност, а тоа е елиминацијата или убиството на Енвер Хадри во Брисел, еден од големите, ајде да речеме, водачи на таа албанска емиграција кој живее во Брисел и кој е многу моќен, кој е многу влијателен. Предпоставам дека сакате да ја спасите главата за да се, ајде да речеме, исперите за одредени
гешефти што сте ги направиле тука или одредени незаконски работи во Белград и прифаќате, кога што разбирам преку Јуса Булич. Tako je, tako je. Ali to je bio samo kao aranžman koji smo prihvatili, eto, mnogo mlad, neiskusan, prihvatio sam tako nešto. Kao uzor su mi bili ti koji sam slušao njima kako su za državnu bezbednost i svoju zemlju uradili nešto veliko i tako mogli da se osjećaju malo moćnije, podržano i ovo i ovo. Да ви прогледаат низ прсти, да ви забележат некои незаконски работи, некои одредени криминални активности и така. Ja sam bio vrlo inteligentan i shvatao sam da imam posla sa neštim veoma opipljivim, veoma opasnim. Бевте ли спремни да го убиете Енвер Хадри? Jesam, bio sam spreman. Вие у Брисел името, ти да ни само... Tako je, ja sam bio na terenu, ja sam čoveka gledao 3 put pored sebe, na nekih 10 metara. Ja sam predlagao da ga udavim žicom od gitare. Jer takva je komplikacija bila u Значи, tome. повеќе сте имале среќа тоа што толку, ајде да речеме памет, да не се навредите, бидејќи ако тоа го направите, ќе ви останеше како опашка за цел живот. Tako je. Ja uvek razmišljam da sam ja tu mogao da izvršim to ubistvo, pa bez malo očale. Да, тоа беше една група, ајде да речеме Хадри, Шатри, Халитай и така натаму, кои во тој период беа главните играчи на албанската емиграција. Вие треба значи да елиминирате еден од нив кој живее во Брисел, на улица Албанија или Ру Авени Албани, која се нарекува. Вие значи доаѓате, го знаете станот. Што ви виете удба? Што ви виете удба дека за возврат ќе добиете ако го елиминирате Енвер Хадри? Pa ništa, ja sam to išao ovako. Došao je taj Jusa Bulić. Се извинувам, Јуса Булич е човекот кој веќе не е жив, но беше еден од газдите на фудбалскиот клуб Железник. Така За е. тој човек Така станува е. збор, така? Jusa Bulić je dugogodišnji prijatelj bio moje porodice, bavio se svim svačim, ja nisam ulazio u to, ali ovako, kao klinac sam dobio nekako njegovu ruku podrške, kad je god trebalo neki novac da odemo u inostranstvo, neku legitimaciju da mi nabavi, da mi da auto da izađem u grada, pozajmim neki novac da vratim i tako. Potpomagao mi. Да ве скрие кове бара, Tako, Аркан или делови на другите Bravo. структури на Baš српското taj опоземје. odnos smo imali. I došao je jednog dana, tu smo pričali, nagomale su se prekomerna dela, krivična, ovo ono, i ja kažem, kako ovaj ubije, kako onaj ubije, ovaj uradi ovo, ovaj uradi ono. Tamo odu, ubiju nekog ustašu, nekog ovog onoga i vrate se u Srbiju čisti. Pa on onako kroz zezanje u kafiću kaže, pa to možeš i ti, možemo mi, može bilo ko to, samo se napravi aranžman s njima, oni kaže daj to. Судба се направи аранжман, Pa вие убиете. sa nekim, sada ja poslije sam saznao da to nije on pravio aranžman sa udbom, nego sa onim pokojnim Bižić Miroslavom, policajcem zaduženim da vrebuje kriminalce i takozvane žestoke momke sa ulice i da ih angažuje. Znači, zašto je išlo preko njega? Da ne bi ti kao kriminalac dolazio u dodir direktni sa državnom bezbednošću. Со главните шефови. Tako je. Nego dođe ti policajac, načelnik te i te stanice ili glavnog supa i kaže nekog odeljenja i kaže... Тој е значи задолжен да контактира со вас, On да ве regrutuje ljude. регрутира. On dođe i ili kaže, izvršava slušaj, određene radi zadaće. se o tome, ne brini lična karta, ne brini vozačka, ne brini dozvola za gradnju zgrade, kuće. To su bili takvi Ке ти aranžmani. замижиме на одредени дела, ке ги Tako je. заборавиме. Ovo što si upucao Ке neku barabu tamo u gradu, u nogu si mu pucao, teške И telesne многу povrede. криминалци значи го прифаќаат тој аранжман, такви аранжмани. Kako ne, oni su prihvatali šakom i kapom. Ja ne znam, u to vreme ne znam, možda par nisu prihvatili takve rabote. Ovi svi drugi su radili i... Значи тој е аранжманот вие да го убиете Хадри. Pa, sada, Enver Hadri, Тој на da li je крај, ubijen тој на od крај, strane te službe, od drugih, тој на znate крај, тој на крај е убиен. Не од вас, но е Da, убиен. da, on je ubijen. To se ne zna ko je. Oni sumnjaju na neku ekipu. Naprimjer, mene su molili da budem zaštićen svedok. Da kažem ovo što vama pričam,
tužilaštvu Belgije i da optužim nekog čoveka, Veselina Vukotića, Crnogorca, koga nikad u životu nisam video. Дека тој го има убиен. Da. Kaže, samo kaži da je on, kad je bio uhapšen negde u Španiji pa prebačen u Belgiju, molili su me, znači došli su na robiju ovde u Srbiju i sa robije me uzeli u Palatu pravde i rekli: znamo mi da su oni, samo vi potvrdite. Kako ja da potvrdim kad ja nisam ni video, niti znam ljude. Nemojte da ste bezobrazni, nemojte ovo, razmišljajte o budućnosti, birajte pasoš Beneluxa, birajte novac, stan, kaže, to je mnogo bitno, jer to je jedno... Колку пари ви нудат за таква работа? Meni su nudili stan u bilo kom, u kojoj državi Beneluxa, znači, i nudili su... Белгија, Холандија, Луксембург. Tako je, da mi daju negde, trebalo je da dobijem u kešu na račun koji neću moći, limitirano sam mogao na karticu da povlačim ne više od $10.000, negde oko $500.000 i status zaštićenog svedoka, znači pasoš pod identitetom koji izaberem ili koji oni odrade. Интересна е вашата биографија, например, еден сегмент посебно интересен, дека ваш кум е Љуба Земунац, еден од големите играчи, ајде речеме големите босови на тоа поранешно српско или југославенско подземје, човекот кој хараше во Германија, посебно во Франкфурт, значи во тој еден дел, кој е секогаш битен. Милано, Франкфурт, Чикаго се секогаш битни за тие, ајде да речеме, конструкции, да. On je bio, ono što kažemo, regrutna stanica. Odete u Italiju, ispečete zanat i kad završite s onim valama, šanama, upoznavanja sa raznoraznim kriminalnim bosovima u Italiji, onda idete dalje. Švajcarska pa Nemačka. Nemačka je bila neka baza. Ljuba Zemunac je bio vitez asfalta, fair play igrač, ali ozloglašen i ovako u svetu podzemlja, isterivo je pravdu. Дали во времето на ајде да речеме Љуба Земунац или Љубомир Магаш, како што ме вистинското нели име и презиме, од Земун по потекло и некој Хрват велат, меѓутоа по своите национални определби голем србин, како што Evo, vi kad biste pogledali s mog prozora u ovom pravcu. Дали во тој период, ќе ми одговори, дали во тој период всушност југословенското подземје владее со Европа во времето на Љуба Земунац? Ja mislim da je francusko podzemlje tada bilo nivo više. Па југословенското? Pa jugoslovensko. Čak Francusko je vrebovalo jugoslovenske igrače, dobre igrače, kao Nestevica Marković i one, koji su tada bili baš brutalniji čak i od njih. Oni su imali ideje, a sprovodili su ih naši ljudi. Tada ruska mafija nije toliko bila aktuelna. Sad, kad bi rekli, na planetarnom možda su postojale trijade i jakuze koji imaju tu istorijsku tradiciju bavljenja svim i svačim. Ali ovako, brutalno, što se kaže, surova ulica, asfalt, reketiranja, ubistva, kurve, pa pomalo droga, nije tada bilo toliko aktuelna droga, to su bili neprikosnoveni Jugosloveni u Frankfurtu i u celoj Nemačkoj, Švajcarskoj, Austriji, znači apsolutno su bili na prvom mjestu. Кои се најсвирепи убици на овие балкански простори? Нели го спомнува Сретко Калинич, кој беше играч или екзекутор на Земунскиот клан. Го спомнува Желко Миловановиќ, кој нели се спомнуваше како можен учесник во тој атентат врз Иво Пуканич. Dva najopasnija čoveka je ta što ste ih spomenuli, Željko Milovanović i Sretko Kalinić. Međutim, postojalo je tu, nekako bi Sretka Kalinića svrstao u psihopate. Normalno pametan, a mnogo više psihopata, dok Željka Milovanovića bi svrstao u veoma inteligentne i sposobne momke. Мајстор велат за активирање на бомби.
Pa ne znam, to oni tako kažu, tako tvrdi policija, tako tvrdi... Истрениран, мислам дека беше во падобранска десантна единица. Jeste, pazite, svi smo mi prošli kroz neke specijalne jedinice. Bilo je 4-5 paravojskih kroz koje smo svi mi prošli. Ja imam i nas 1000 ima koji nismo registrovani nigde. Takvu obuku za preživljavanje, diverzantsko-terorističku. Ja znam, bolje sada da napravim bombu na daljinski, nekome da staviti ispod kola ili u auto ili u neku napuštenu kartonsku kutiju ili kesu, nego ono što treba u kući da usisam, na primjer. Jednostavno, bavili ste se time, to vas je zanimalo, prošli smo kroz te obuke, prošli smo ratište. Значи тоа се вика применета механика. Tako. Otprilike tako. Znači, Учествувавте ли во војната Косово 99 или Македонија 2001 година? Ја- Вела дека во тој временски период сте во Грција, Така е. располагате со голем капитал Така од е. неколку милиони долари. Јесте. Ви то доаѓате Косово 99, за Јас сам Македонија немам 90 до крај информации, затоа ве прашувам. ja sam 98. došao kao dobrovoljac u Srbiju, prijavio se kod mojih drugara, mojeg drugara Legije i rekao, želim da idem na Kosovo da se borim. I stavio me u neki sastav, neke policijskog odreda, da se nosile kapuljače, da se ja ne prepoznam. I kaže, idi tamo, gde te svrstaju, gde ti kažu da rade, budi dobar vojnik, služi svojoj državi, radi šta treba. Колку време, колку месеци бевте? Ja sam, nažalost, imao nesreću. Ja sam posle 17 dana mučki zarobljen od Tačevih boraca, tada i Ridenta, i mučen, i oni su mislili da su me ubili. Ubili su tu nekih 10 momaka, ja sam jedini preživeo. Našli su me, ja sam pod lažnim imenom bio lečen u Srbiji, prebačen. Bio sam 22 dana u komi, razmrskani pršljenovi, tukli su me macolom, polomljena vilica, čelna kost polomljena, upucan iz kalašnikova u nogu, u grudi, u leđa. Znači, s 3 metka su mi dali overu. Sreće da mi nisu pucali u glavu, nego su me toliko tukli u glavu da je meni glava bila bezlična. Sva naduvena, izgledala je kao portabal, onaj televizor. Tako sam bio u boji. Da, oni su mi našli, 7-8 leševa je bilo na meni i ja sam jedini davao znakove života. Prebačen sam na lokaciju, tajno, anonimno izlečen, probudio se iz kome, oporavio se i vratio se u Grčku. U Grčkoj 99. nakon toga sam imao težak antetant od neke grupice narkomana iz okoline Beograda i posle toga bio sam sinhronizovano, znači red za redom, zatvaran, optuživan za dela koja nisam učinio i konstantno do sada, do skora bio u zatvoru. Бевте ли 2001 година во Македонија? Учествувавте, бидејќи вела дека дел на луѓе од белградското подземје биле во Македонија. Се спомна дека можеби вашиот пријател Легија бил или некои негови специјалци од тие црвени баретки дека ги тренирале. Ja mogu samo da vam kažem da ja lično i neko iz moje porodice i još neki ljudi zajedno sa Legijom su lično pomogli formacijama makedonskih boraca u odbrani od albanskog ekstremizma tada kad je bio. Više ne mogu da vam kažem, znači i rado uvek bi bio spreman ako Makedoniji treba da kao dobrovoljac odem i pomognem tom narodu. Кристијан Голубовиќ и Милорад Улемек Легија биле пријатели повеќе од 30 години. Каде се криел Легија? Кој го криел и зошто се предал? Веројатно ова е една ексклузивна приказна која Кристијан Голубовиќ прв пати раскажа за македонските гледачи. Колку години сте пријател со Легија? Sa Legijom sam prijatelj od svoje neke 11. godine, 12, tako.
Остои многу, Završetak osnovne škole. Tako. остана многу шпекулации, остана голема фама, кај се криел, кој го криел, зошто се предал, кој му рекол да се предади. Вие по некои ваши интервјуа сваќам дека сте имале комуникација со Легија и во периодот дека се крие. Tako Дека je. сте имале контакти, дека сте биле на Jesmo. врски, дека сте биле дел од тие обрачи за негова одбрана. Legija je svo vreme, ili Cema, ja ga uvijek zovem Cema, za moju porodicu, moju majku, sestru i braću i tetke. On je On je rekao te uvijek Cema. bio Miša. Miša. А On вие je го викате Milorad Цема. Miša. Знаете, А Цема мислам дека го викате вие и Слободан Милошевиќ. Тако е. И Милошевиќ му се обраќа кога ги читаме ја транскрипти кои Тако треба да е. се предади Цема. Tako je. U Bekstu dok je bio, ja sam bio jednom u prilici da se s njim sastanem. Vrlo ran... Каде се крие? Тука во Белград? Da, tu je bio u Beogradu. I to je bio mnogo blizu. Oni su famu te u Hrvatskoj, te na Tajlandu. Поминал низ Македонија за Грција, Без вeze. се крие во Грција. Bez veze. Ja ću Цело da- време е во Белград. On je svo vreme bio u Beogradu. Uredno je dobio svu štampu dnevnu u jedan stan. Čitao, realizovao, sastajao se sa ljudima iz politike, iz vlasti, iz policije, sve. Господин Голубовиќ, знаете, што мене ми е чудно? Радован Караджич се крие како некој надри лекар или некој исцелител тука во околината или на периферијата на Белград. Радко Младиć се крие кај својот прв братучет во едно село во Војводина. Легија се крие безмалку во центарот на Белград. Kao pop. Као поп. Толку ли е слаба српската полиција? Или толку се вешти овие луѓе кои учествува во нивното криење, за да можат така да ја кријат толку долго и толку успешно? Samim tim vi ste u nijansi sarkazma rekli da li je toliko slaba policija ili luda. Ni ona ni malo luda. Mi imamo jednu od najjačih policija posle francuskih u regionu, možda i u svetu. Mi koliki spektar cinkaroša imamo, malicioznih i policajaca i doušnika, da ne može ništa da bude sakriveno u ovoj zemlji. Зошто се крие ко поп? Како одлучува да се крие ко поп? Го прашавте ли? Samo ću vam reći, pop je bila trenutna maska koja je prolazila da vas, ali je, evo kazat ću vam, bio kod kuće i šetao svoje dete kao pop, vodio ga u crkvu da zapali sveću. Pa su bili na Košutnjaku da igraju fudbal sa svojom rođenom decom. Ja sam svojim očima gledao. Колку пати вие се... I mi stanemo onako sa strane, znajući ga, to bi ja radio, kažemo, vidi koliko je prosto. Budeš pop i sa svojom rođenom decom se igraš u parku. A ti si Legija, tebe traži cela planeta. Pola Srbije te Pa bara. da. Te I bara sada Grcija, ti te si bara tu Sever. na domu, ali on prođe pored žandarma, ljudi koje je nekada vežbao. I oni ne vide konstrukciju očiju ili zubi ili osmeh, gegove, ništa. Jer on toliko vešto to odglumi da je on pop, ajdemo dečice, on je s popom izašao u šetnju. Njegova deca. Каде се крие? Точно, кај што е станот на неговата сопруга, кај што... Tako je. Ima jedan poseban deo iza kuće, onako su ga malo pregradili da bude tu funkcionalan. Izlazio je preko dvorišta, izađe na drugu stranu. S ove strane kuće je stajao jedan džip sa pratnjom ili optičko-fizičkim obezbeđenjem iz dva lica iz žandarmerije ili 3 ili 4. Oni su se smenjivali ispred ulaza, ali unutar kapije, koju oni ne mogu da vide unutra šta se dešava i nemaju pravo da ruše privatni život neke porodice, on se kupa u bazenu, on je spavao sa svojom ženom, on je učio sa svojom decom, pisao im pesme. Кога вие дознавате дека е тамо? Уште од сам почеток или Ja sam seo u jedan stan kod jednog prijatelja, koji uče se sećam, i onda je njemu rekao, ajde da vidimo, on mene zove Mutavi, zato što ja neki put zbog devijacije i zbog svih tih povreda znam da sapletem jezikom. I on kaže, ajde Mutavog da vidim, možda ga nikad neću ni vidjeti.
Ipak je on meni mnogo više od prijatelja. I ulazi majka od jednog važnog pripadnika crvenih beretki. Prvo ona ulazi, pa ulazi žena od jednog jakog pripadnika crvenih beretki i onda ulazi on kao pop. To su bila neka dva čoveka. Ja sam se sam naježio, ja sam bio naoružan, ja sam htio da potegnem pištolj, nisam znao o čemu se radi. Ali vidio sam da je atmosfera napeta. Ali njima je bila napeta zato što on treba da se pojavi, što sam ja tu, a oni su klasični vojnici, a ove dve gospođe zbog brige da se u tom momentu ne desi nešto i da nas policija sve nađe na jednom mjestu, Kristijana, sveže izašao iz zatvora, Lediju koga traže, pištolji, avioni, kamioni i da bude tu haos, jedan opšti. I on ulazi, pogleda me. Ja kako sam pogledao u te oči, ja ne mogu da ne prepoznam čoveka s kojim sam odrastao. I vi ga prepoznavate u sekunde? U sekundi ja gledam te oči, plave, taj njegov prepoznatljivi osmeh i grimasa nosem, gde on podiže nozdrave i tu mu se zacrveni, tipično je to za njega. I ima jednu manu, da li zbog polipa u grlu ili zbog onog ležanja po likim, leženjem po rovovima. Ovako uradi uvek. I to je njemu tipično da 100 puta u sat vremena uradi to. Ja ga pogledam, znači bez toga nije moglo. Ja kažem, ti li si? Da, otišli smo u jednu sobu, on mi je pokazao prstom da skine Motorolu i tada sam imao 6600 Nokia telefon. Kaže, to skloni grimasom. Ja sam to sklonio. Upozorio preko Motorole moje ljude da je nivo obezbeđenja na najvišem nivou, da se potrude sada, jer sam shvatio da ja imam u stvari indirektni kontakt sa Legijom. Mi smo seli na krevet u jednu sobu, u jednom stanu, u blizini njegove kuće. I on mi je rekao, gde si, šta si? Niti mi je pričao. Kad sam ga ja pitao ukratko, jer me zanimalo ko sad, što vi mene pitate, šta je bre to bilo sa Đinđićem, šta je to bilo sa Dušanom Spasojevićem, šta je to bilo, šta se desi. Sećam se dve bitne rečenice koje mi je rekao. Krile, sve što si čuo za Đinđića, 90% nije tačno, a za Dušana Spasojevića ću ti samo reći, to je čovek đavo. Taj šta je bio spreman da uradi. I taj kad nešto naumi, nije mogao niko da ga odvrati od te ideje. Znači, svi ćemo se na sastanku dogovoriti. El ovo, el ono, kaže, on ako naumi, ide na svoju ruku i nema spasa. Dušan Spasojević, jedan od liderите на земјонскиот клан. Tako je. Има ли вистина во тоа? Kako Дека nema и Спасојевиќ и Луковиќ се всушност, односно двајцата лидери или водачи на земјонскиот клан се претходно апсени, дека се сослушувани и подоцна, веројатно поради информациите со кои располагат, бидејќи таму во таа Шилерова, кај што е, не знам, седиштето на земјонскиот клан, прошли луѓе и луѓе. Ja sam ubeđen i garantujem, evo sad garantujem pred kamerama, da je policija htela da uhapsi Dušana Spasojevića i kuma te noći, koje su kao navodno oni pružali otpor bez jednog metka ispaljenog i bez bačenih bombi. Znate kako radi policija? Sazna lokaciju gde se nalaze prestupnici. U širokom krugu se blokira teritorija, pa u užem krugu se prilazi subjektu i neutrališe se tek onda kad pregovori padnu u vodu. Šta? Šta je moglo jednoj moćnoj državi koja je imala vanredno stanje i imala nacionalnu gardu i nacionalnu policiju na raspolaganju svim mogućim sredstvima, šta je njoj mogao da uradi Dušan Spasojević i kum sa jednom puškom i dve bombe? Значи, некој сакал да ги замолчи луѓето кои знаеле многу информации. Tako je, ljudi Boži. Njima bi oni sada takve probleme pravili iz zatvora.
Pa ne bi imali uticaj dan danas. Ko zna šta su ti ljudi sve znali? Pa u toj Šilerovoj se kupalo 90% političkog vrha. To je javna tajna. Постои ли опасност при предавањето на легија да биде екзекутиран од полицијата? Naravno, naravno. Ви се јавува ли неговата сопруга во моментот кога легија се предава, за да можете да го браните или да го спасите, бидејќи постои опасност дека може на патот од куќата Zato me i pozvala. до затвора да биде ликвидиран? Pozvala me, ja sam vratolomski stigao za nenormalno vreme ispred njegove kuće u nameri da ga zaustavim u tome, jer smo se bojali da ne prođe kao Dušan Spasojević. Имавте ли некои шифри, некоја посебна комуникација, како се разбиравте? Како праќавте шифрирани пораки? Mi smo imali dve poruke između mene i Legije dogovorene, da ako me njegova žena nazove, ona me nikad nije zvala ni po kom osnovu, ako me nazove i kaže prioritet 1, to znači da su ga ubili i da dođem tu gde je ona, da bi me obavestila o tome, ili prioritet 2, da njega hapse ili da je opkoljen. U prioritetu 2 ja sam pristao da sve uradim u tom momentu što je u moje moći, da ja sa mojim drugovima, kako znam i umem, da mu pomognem. Ja sam tada krenuo ka kući u nameri, zaista, da ga udarim, da ga onesposobim, da ga onesvestim, da ga stavim u auto i da ga sklonim od te namere da se preda. Тука некаде е крајот на нашата вечерашна емисија. Останете со нас, погледнете ги рекламите и подоцна се враќаме да одјавиме емисијата. Блокмакс – ефикасен при различни типови болка. Од Алкалоид. Немате идеја што да купите за подарок? Се прашувате дали ќе му се допадне подарокот на оној за кого е купен. За родендени, годишнини, свадби, дипломски. Сега има сигурно решение. Картичките за подарок на Евростандард банка се вистинскиот подарок за секоја прилика. Евростандард банка. Биокрил Актив од Алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од Биокрил Актив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта, комплетен извор на есенцијални масни киселини, природен антиоксиданс астаксантин. Биокрил Актив, клинички испитан производ. Кожувчанка и синалко ви најавуваат поинаква наградна прогноза. Купи кожувчанка изворска синалко или синета од литро и половина. Испрати го кодот и очекувај поволни услови за многу награди, телевизори, таблети, две Toyota Aygo, новата Toyota Corolla и многу други. Провери на кожувчанка.mk. Ова беше последната емисија во Центар за оваа сезона. Здравје Боже, се гледаме некаде на крајот на септември, почетокот на октомври. Имајте убаво лето и се гледаме некаде за 3 месеци. Пријатно вечер, Македонијо, каде и да си.